Стапица на забавата. Медиумите не обкружуваат на секој чекор. ТВ, интернет, компјутери, паметни телефони, компјутерски игри го привлекуваат нашето внимание. Кога медиумите се користат мудро, тие се одлични алатки за едукација, градење односи и релаксација. Неодамнешните истражувања покажуваат дека младите на 18 или 19 години поминуваат во просек по 7 часа и 38 минути дневно пред телевизија, видеоигри или компјутери. Американската младина во просек поминува повеќе време гледајќи телевизија или други медиуми отколку која било друга активност. Секако вклучително и спиење. Лесно е да се заборави дека времето поминато пред телевизор со игра или на социјалните мрежи со часови кои не ги трошиме на нешто друго што би можело да биде многу покорисно. Родителите велат дека нивните тинеџери не спијат доволно затоа што остануваат будни праќајќи пораки до 3 часот на полноќ. Други се жалат дека онлайн војните игри ги претвораат нивните претходно мирни тинеџери во немирни странци кои размислуваат. Мудрата употреба на медиумите може да едуцира, да ги негува врските и да обезбеди безопасна забава. Но се чини дека неконтролираната изложеност на медиумите создава растечка, но неизгласлива жед за сите поголеми, за се уште поголема стимулација кај сите возрастни групи. Секој искуство мора да биде многу забавно и секој проблем мора брзо да се реши. Научниците се целосно свесни дека големото време кој го поминуваме во која била активност има толку силно влијание врз мозокот што едноставно го обликува нашиот мозок. Кои се долгорочните ефекти од толку големо медиумско изложување? Гледањето телевизија и сурфањето на интернет не го предизвикува активно мозокот. Кога ни доаѓа стимулација од сите страни, доаѓаме до точка каде што тежнеме да не обрнуваме внимание на ништо. Неврологот Джефри Виктофор тврди дека овде доаѓаме до клучна точка за менталната стимулација и мозокот. Пасивното искуство прави малку за мозокот на возрасен. За да може мозокот да продолжи да учи и да расте, треба да генерира активни одговори на когнитивните предизвици. Како, например, учење, музички инструменти, читање, ментално предизвикувачки материјал или учење нова креативна или друга вештина. Времето што го поминуваме пред ТВ и видеоигрите не е време поминато во правење нешто друго што би било покорісно, како, например, играње надвор, читање домашни работи или грижа за домашното милениче. Има влијание врз учењето, социјализацијата и здравјето. Децата и возрастните кои поминуваат многу време пред телевизор имаат помала веројатност да вежбаат и да консумираат повеќе нездрава храна и пијалоци. Колку е премногу, тоа премногу. Улогата што ја играат социјалните медиуми во животот на нашата младост е огромен, неконтролиран експеримент врз нашите деца, вели педијатерскиот специјалист доктор Доналд Шифрин. Социјалните медиуми се корисни и удобни, но тие го менуваат начинот на кој луѓето комуницираат. Например, тинеџерите во иста просторија може да испратат текстуална порака наместо лично да комуницираат меѓу себе. Пишувањето пораки наместо разговорот ги исклучува изразите на лицето, тонот на гласот, говорот на телото и чувствата што текстот не може да ги пренесе. Постои загриженост дека одредени учења и социјални вештини се жртвуваат поради брзата обработка на информациите. Неврологот доктор Антонио Домасио во своето истражување сугерира дека честото изложување на насилни вести, телевизија и видеоигри ги затапува емоциите. Тој вели дека информациите и сликите се обработуваат многу брзо во мозокот, но нивното емоционално значење или обележување
traje nekoliko sekundi podolgo. Nastanite se registrirati i brzo i pobrzo, veli Domasio, i ne vi je dadeno vreme da gi razberete. Naprimjer, navestite, izveštajte se prikažuvati jedna po druga, koliko i da se strašni, slikete se prikažuvati toliko brzo, što nemame vreme da go počustvujeme emotivni od užas na odreden nastan. Krajното влияние što užasnite sceni poveke ne предизвикуваат moralna bolka. Opasnosta od mnogo brzo vnesuvanje podatoci, spored Domasi, je дека ќе има се повеќе луѓе кои ќе мора целосно да се потпрат на когнитивниот систем. И затоа кај луѓето меморијата осламнува, посебно кај децата. Може да им се, например, каже добро или зло, но тие можеби нема да се сеќаваат на тоа, зашто сликите брзо поминале низ нивниот ум. Во книгата се уште здодевно во забавната култура, психијатрот Ричард Винтер ја споредува денешната медиумска забава со деновите на малски собери кои се стопиле од дружење со соседите. Пукање пуканки и раскажување приказни што ги одржувале спомените. Тој додава, кога ни доаѓа стимулација од сите страни, доаѓаме до точка да не можеме да реагираме на ништо со голема длабочина. Бомбардирани се толку многу сме бомбардирани со возбудливи работи, што бара наше внимание, ние тежнееме да не обрнуваме внимание на ништо. Гинс ја опишува ова фаза на следниот начин. Другата страна на менталитетот на потрошувачите е самозадоволството. Најкомпулзивните купувачи и интернет сурферите од добро чувство стануваат вкоченети. Видеоигрите често користат новина, брзина и техника за наградување за да ги наведат играчите да поминуваат часови во следење вештачки цели. Игрите се дизајнирани со вграден систем за надградување кој ги мами играчите да поминуваат часови за исполнување на вештачки цели. Всушност, почитувани, интензивното играње видеоигри и прекомерното гледање телевизија може да влие на 3 витални функции на мозгот. Прво, јазик, читање и вештини за аналитичко размислување. Второ, обработка на информации. Трето, внимание, организација и мотивација. Еден од најдобрите начини да се ослободите од зависност од медиумите е да одлучите дека ќе бидете наблюдувач на животот, отколку да бидете вклучени во значајни активности. Медиумскиот катанец може да се скрши да ја надмине прекомерната стимулација со која владеат медиумите. Задоволството доаѓа во многу пакети, вклучувајќи интелектуален раст, позитивни социјални односи, развој на вештини и таленти, креативност, одговорност и радост на откривањето. Темата страна на менталитетот на потрошувачите е самозадоволството. Најкомпулзивните купувачи и сурфери на канали и на почетокот доживуваат возбуда, можеби на почетокот, но набрзо доживуваат празнина. Истражувањето докажува дека честото изложување на насилство, сексуални слики и игри предизвикуваат емоции. Неврологот Антонио Домасио укажува на опасноста од постојано изложување на слики кои брзо се минуваат, бидејќи тие не му даваат доволно време на мозокот да ги обработи. Колку и да се страшни, сликите се прикажени толку кратко што немаме доволно време емотивно да го почувствуваме ужасот на одреден настан. Задоволствата од реалниот живот ни се на располагање за да ја земаат прекомерната стимулација, да ја заменат прекомерната стимулација предизвикана од влијанието на медиумите. Еден од првите чекори, почитувани, треба да биде да одлучиме дека ќе им дадеме приоритет на значајните активности и врски, наместо да ги намалиме да станат маргинални елементи на животот. Задоволството можеме да го доживееме на неколку начини. Преку креативни акции, со стекнување нови вештини, интелектуален раст, квалитетни општествени односи,
preko pomaganja na другите и физичко здравје. Бог не создал да уживаме во животот, да доживееме задоволство, да создаваме социјални односи и да ги развиваме нашите ментални способности до степен што ги надминува сите други суштества. Можни се вистински задоволство во животот, како успех, среќа и рамнотежа. Може да научиме да се носиме со животот, да уживаме во вообичаените дневни рутини, да постигнуваме нови успеси и да развиваме значајни социјални врски. Тоа не може да се постигне преку сателит, туку преку активно учење и социјални односи. Целокупното богатство на нови научни откритија ни ја покажуваат разликата помеѓу влијанието на пасивното и активното искуство врз мозокот. Активниот одговор на когнитивните предизвици е несомнено она што ги активира зрелите неврони и го промовира учењето. Со Божја помош можете мудро да ги користите медиумите, да се ослободите од нивното штетно влијание и да доживеете избалансиран и среќен живот, каков што е Божјиот план за вас. Ако не ги замениме бурните забави со вистински релаксирачки одмори, ќе уништиме нашата култура и ќе си направиме лоша услуга. Нека оваа молитва биде и наша молитва вечерва. Одврати ми ги очите да не ја гледаат суетата, чувај ми го животот на твојот пат, рекол псалмиста Давид. Почитувани гледачи, се гледаме во наредната емисија.